со која група бевте? Кога бевте кај нас? Сите се од Тому и Линден Пирин. Един стар клип случайно видех, това е било нека 2005 година тук на Рожен. Ти си приел клипа. Аз съм бил там 2003-та. Скопие, Дионисиевите тргисма кога бех. Тогаш бевте? Со која група? Со Кременци бевте? Со Кременци во Макац се игра? Да, и една група там, Мохамеданите. Овие, тогаш бевте вамо горе. Од тука беше Емил Ристоско. Емил беше, да, тоа беше убава вечера. Во салон 19 кога плескаа, се сеќавам, тоа е прекрасни работи. Тогаш и нашите во Вардар се запознаваа со вас. И викаа, леле какви луѓе, колку убави луѓе, колку убави песни. Тоа беше откривање тогаш. Не доаѓаа ни телевизии, ни никој. Молчешко, еден не дојде да каже два. Ама тргна така. Тихо, многу порано и Емил Ристоско беше една година таму. Тој беше во салон 19 кога пееше. Там на тихата пољана, која запеа со гласови кога плескаше публиката. Без музика пееше. Без музика, да. Тоа беа песни. Па видете, доскоро се случуваше од Егејско, например, доскоро, до пред 3-4 години, ке дојде група и ке речат, ке свириме, само нема да пеем. Добро, ајде, и ке се закана, ти нема да пеем. Први кои запеа беа солуњаните. Значи, тие се престрашија и почнаа да пеат. И во Скопје, и почнаа да пеат во Овчарани. После нив сите патија да пеат. И тие ја пеја таа песна, да се сеќам, ти беше таа година? Во градската библиотека. Тапани бијат во баница, народот да се собере, народот да се собере, во црква Свети Илија. И цел народ се фати на ова. Поубаво нешто немаше. Па кога беа од Тирана исто, засвирија ги поканијат сите луѓе што беа, Егеј, Пирин, публика. Тоа е Македонија. Ами децата од Руманија една година. Децата од Руманија. Македонци тука. Да, тие не знаат да зборуваат, ама пеат на македонски. Пеат на македонски. Пеат на македонски, а не знаат македонски. Аз съм ги гледал Пак го подигнува духу. Да. Се е убаво. Се бива. Питате, нали, тя отговаря на румански, обаче песници ги пееше и то се такива. Да, песната. ги пее. Къде и да одиш, вземи македонска. Имавме еден од Солун, еден пријател од Егејско по потекло, ама живеел во Канада, во Америка и се вратил, си купил стан во Солун. Ова е вистински настан. И вика, ќе донесам од Македонија ракија, сирење, домати и ќе ги викнам соседите, никој не збори македонски. Ќе им пуштам, вика, музика македонска, а вика, газињата на сите јурима се фатија на орото. Они сами се соберат. Заборавија се. Толку е, вика, песната. И така. Ќе се соберат сите, кога чуат песните. Песната кога ќе чујат готово. Како да не? Страшка е он тука, бе? Страшко спремен ли си, готвен ли си? Зашто спремен? Па да провикаш песна. За пење сум спремен. Што сте се собрале, што ќе има вечер? Вечер ќе има македонска фестивал. Ежен борза, така го вика. Значи може да се нарече македонски фестивал. Почнало со спортски надпревари, со беседништво, со поезија и обрзно завршувал со театар. По смртта на Хефестион, Александар направил фестивал со 3000 актери и уметници. Значи каква почит имале? Тие славеле, тој е еволуиран обред, не со крвни жртви, со колење и со мачкање, туку со песни и ора, славење на Бог, славење на победата на животот на смртта. Тоа е приказната. Затоа тие песни се рампа да се фали. Да се заиграат со вербе, ако зборовите имаат... Ама чекајте, Војдан Чернодрински, сколку луѓе го правеше театар? Со колку? 10. Така е. Му пукаа со пиштоли на премиерата. Така беше. Нас ни пукаа со калашникови во Голобрдо. Представа деноноси, на Ѓурѓовден слегуваме од автобусот,
И ставиле на една страна една прослава, слушаме музика, бугарското знаме и албанското. И само што слегохме ние, до мене 5-6 души, калашникови пишат да, викам, што е сега ова? И еден ми вика, вие наши ли сте? Ова е вика лажна прослава, наша е на 2 километра горе. Се качиме, на другата и таму правим, таму ствараме. Секаде е така, и откај нас младиве се селат, криза е, плативе се ниски. Јас да ви кажам, се изненадивме, ние игравме во мала преспа представа, јас бев доцент на факултет, значи на факултет предавам, наставник во училиште во мала преспа, во Долна Горица, имаше 17.000 денари плата, а јас имав 15.000 како доцент на факултет. Значи, он наставник во основна школа. Можам да ви кажам каде беше Македонија. Тука е некаде, повтор. Поголеми плати имаат во основна школа во Албанија, колку кај нас, професори. Не е сменето ништо. Значи, тие гледат економски да те држи, за да се откажеш на крај. Од што? Не може да ти ја земе душата. Душата ти е крадена од Бог. Ами секаде се селат, и од Србија се иселува, и од Косово, и од Албанија, младите водат нагоре. Го паѓаат цената на трудот до Европа. Тамошните се незадоволни, ги губат своите права. И теко казната Божија врз македонци. Каква Божја казна? Заврши казната, апостол Павле дојде тука. Апостол Павле испрати Свети Дух, дојде во Македонија и помогни ни. Ние имаме помошник, само треба да го викнеме. Римляните какво направиха срещу Македонија? Само че ја разделиха на делове, а ја обрекаха по силата на техниот закон на забрава, да не се упоменава никаде понятие думата македонец. И до сега е валидно. Така е, склавони ги нарекува, склави, склавони, склавонае. Пак остана името, се врати, Господ го врати. Ние кај нас некои луѓе вака што се по-опитни малку, не со школа, него што имаат искуство животно, ќе речат, па нас Господ не сочува. Од сите страни немава. И од бугарско, и од албанско, и од грчко, и од српско, и Европа немава, и американците не рипнаа. Па уште даде тепа, па ние уште тераме и пееме. Па тоа е најубаво. Најубавото нешто во македонскава култура е простување. Ние никого не мразиме, ни турците 5 века пријатели. Кодиш во Турција, ќе кажеш македонец вака, на фестивал сме биле во Измир. Еве ги македонците, сите да не гушкаат. Никога, тоа е суштината на Македонија. На Фейсбук една група Васка Илиева заслужава споменик Да. во центара на Скопје. Васка Илиева с нејните песни, македонскиот народ с неговите песни сохрани духот македонец. Да, одеше во Егеско, никој кога не одеше. Никој кога не одеше. Царскиот македонски лекар и исцелител. Дојде времето, несомнено секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа. Стоички по патеките на етиката и изборот личен. Секој самиот од вас, о македонци, ќе ја избере патеката по која ќе врвите понатаму низ мајката историја. Што всушност сакате да бидете? Тоа што сте биле или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, незнабожците? Поразен е оној кој заборавил да се бори, кој се бои од бојот, кој не умее да сонува за слободата и македонската светост. Што сакате да бидете? Слуги, склавени, славени, саштисани робови, да ви ја украдат македонската култура, или пак да видите тоа што сум јас, татко ми мој, Никола Македонецот, по стапките на Божјата светост. Секој самиот патот го бере и решава што ќе биде. Македонец со сила не се бидува.
кој милува да биде слуга, склавен и другите синоними на македонците, оставете го да врви по патеката. Но кој македонец сака да остане, оставете го да врви по светлината Божја. Зашто македонец не е само етнос и едност, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот. Јас Аристотел, илата на Свети Дух, иако сакаат да не нишкосаат. И повторно македонската клетва, кој ќе биде над другаго, кој ќе го задвладее братот свој, кој? Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие да ми судите? Кои сте вие да ме славите? Имате ли вие совест и душа крвопици? Ке грмнам како Зеус, ке веровио сам со светиот или јас, Ристо Шишков, се откажувам од таквиот театар. Пак полудува егејскиот ветер. Ке го тажиме Илинден, што го испоганивте сношти. Првиот, вториот, третиот, четвртиот, Херонеја, Крушево, Свети Прохор Пчински, Армакедонскиот. Дувај ветру, не сме стебло без корен. Македонци сме, крепиме со милениуми на мајкава земја, иако дуваат ветровите. Европо, уште колку македонска крв, рамки, делби и огради се потребни за да се настапиш. Земја моја, расплата на крстот на демократијата, ќе воскреснеш повторно да го спасиш тој безбожен свет од светоградост, да го просветлиш. Кога фури ветрот, во тој налет на стихијата, ако бевме стебло без корен, ќе не однесеш историјата во невратка. Но еве сме сега и овде, со силата на Свети Дух. Крепиме. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе спасиме себе си, нашите деца, и ќе го спасиме светот. Браќа, ајде да си подадеме рака у вас и во вас, во душите ви. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Сандански. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кои сте и што сте, ако се плашите, ако сте слаби со духот, ако сте се загубиле во некаква магла и темнина, ако немате доблесен македонски маж да ве поведе, ако се срамите од славното македонско минато, поведете внатре во вашата рамка, соберете се, стеснете се, набите се, ете ја рамката во која сакаат да ве натикаат со ум или без ум. Или станете добри во невини, станете без страх, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата, царската војска на Александра продолжи. Разбудете се, браќа, војни на души на мојот народ. Не чека последната битка во македонското време по зададениот ред. Мртвата македонска војска, силите на ангелите, самиот Создател и вие, македонци мои, против злосилието и силите на паднатиот ангел. Во огнено езеро ќе ги напикаме, како што бедните сакаат да не самат поранка. Напред, браќа, нека тргне непобедената македонска фаланга во атака. Напред. Во името на Господ Исус Христос, сега го кршам секој завет на злото што е фрлен врз македонската земја. Во името на Господ Исус Христос, сега ја растурам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, во македонскава земја и насекаде. Македонци мои, напред. Напред. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Кој врви по мене ќе оди во светлина и нема да има темно во животот. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, оти Господ ме повикал таму да го шириме светот Евангелие.
Тоа беа 3 сцени од нашиот театар Скрби утека. Слава му на Бога, кој се излева и се пишува и ги игравме на целата македонска земја, без рамки и ограничувања. И во Пиринско, и во Егејско делови, Гора, во Лобрдо, во Анатолија, кај македонците во Србија и насекаде, во Тирана, во Порча. И секаде не пречекува македонците со својата светла душа, со леб и вино, со песни и ора, со македонската песна која е еволуиран обред на славење, не со мраза, со простување, со љубов, со Божјата љубов во Македонија, оти на вистина е тоа земја дарувана од Бог. Уште еднаш ве благословувам да се среќаваме живи и здрави, да ги надминеме границите, затоа што Македонија не е само етнос и етност, туку духовна сила и величие. Бидете благословени. Добро вечер, драги македонци. Шо да кажем? Јас не ве разликувам. Ние сме сите по душа, по крв, по гостоприемство, благи луѓе. Каде шо требува македонецот душа дава да заштити својата правда. Јас можем да кажем од мене таква препорака. Многу убаво, од сите делови, било, од еве го кажем, добро, од сите делови, било од деловите Пиринска, Егеја, Голо Брдо, Албанија, и ширум светот, ширум каде што има македонци, се што може да сврсто да држим нашиот дух, македонскиот дух, којто не крепи по целиот свет, каде што не има наш самите. И ако може, така добро е да бидем, да може по-често, било по повод или Инден, или некои други празници, да се собираме така. Колку повеќе се собираме, се обштуваме, ќе се сближим повеќе. Така е. Така е. И ќе зацврстиме македонскиот дух, така, ако има некој слаби духом. Ама, јас мислам, шо ме македонец, он има цврста вера, нема, назад нема. Така е, така е. И, шо да кажем, друго, да бидат живи и здрави и со цврст, несломим дух македонски, да го подржуват по целиот свет. И нека биде Божјата воля да може да се обединиме од сите делови. Една е единна Македонија. Обединета Македонија. Тоа ми е желбата. 25 години Македонија помни чекорите на скрб и утех. Чекори кои беха полезни за сите нас. Затова дека беа пат за обштување, за соработвање и беа един од малкото друмове за соработвање. 2000-летија Македонија помни други едни чекори, чекорите на апостол Павел, човеко кој дојде и рече: Македонци, елате при мен. Лидија, ела при мен. Македонија не заборавува и никога нема да заборави думите на апостол Павле. Това са слова, това са искрени посланија за братство, за единство на македонците, независно од тоа дека они денеска живеат во Канада, Србија, Грција или Бугарија. Ние сме се истите и езикот ни е истиот. Това е македонски език кој има неколку други форми. Това е бугарска форма, това е црковна форма. Но това е се македонскиот език
И ние можем да бъдем горди, што овој език се роди во Македонија. Солун, Охрид и понатаму. Когато си далече от татковината, много е мило и много е драго да чуеш езика на дедите си. И това е нещо безценно. И аз много благодаря. Благодаря на Омо Пирин, че ми позволи да съм тук. Благодаря ви на вас, брати от Скръпи Отеха, за възможността. И дано това никога да не престава. Дано тази асамблея на македонщината да продължава да има, защото за нас, македонците, това е много нужно, много полезно. Вие бевте во Скопје 2 пати на нашите македонски Дионисови слави. Какви впечатоци имате там? Когато се върна от тези слави, ми е трудно да говоря. За мен това е нещо много, много ценно, много вълнуващо. Човек да бъде там, където му е мястото. Това е скъпо, това е просто безценно. И дай Боже да го има да продължава. И порака за македонците? Нека да сме живи и здрави всичките, където и да сме, и да можем да се събираме, да не ни се отнема тази възможност. Да го има. И не само по палежите. Палят заселват от Слово фудмайстер. Гърция. Хора в Северна Македония, т.е. в Македония. Ясна филозофия. И обратното изселват. На трибина за органско производство. И до сега са безродници в Северна Македония половината хора. За това, че те не са македонци, те са докарани от... Понте, бафърни, Маджири, Гласи, како или некој разговара, што размислува, да прават една порака, еден благослов или убава мисла. Затоа и тогаш ќе остане таа снимка, значи како да сведочи дека ете ги македонците. Не, понеже тук имаше македонци Од Егејско бе, од Колано. Те за пръв път, като дойдеха тук и чуха от нас, ние какво говорим, вика, вие сте вика по-големи македонци от нас. Да, така е. Те не са чули тия песни, които ние ги пееме. Да. Значи ние пеем македонски песни, когато нас не викаха тук и не гониха само там, за да пусти песни. Така е. А вашите хора не го знаеха това нещо. Нас не гониха. Да се събираме по-често, за да може да сме по-мокни, да се сближим повече. Колко повече се общуваме, по-ки се сближим така, по-ки сме свърсти. Така е. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. Не само во Македонија и Ахаја, во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Со ни дојде човек, македонец, и рече, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија. Преку Филипи и Самотраки. Крај брегот на една река седеше една богобојазлива жена по име Лидија. Не повика во својот дом. И рече, дојдете, злани сматила вид, ангелот кацнал, трепери. Јас се неговор на зракот. Божествена гледка, на Бога е реч. Цела Македонија пак да се збере на древниот повик на древна вера. Не омра за сега, не одмазда сега, не замавна меч. А љубов ми треба. Едно е саќето на духот, а друго е саќето на душата. Едни пчели го полнат едното, а други другото. Но полне секогаш садот на Создателот
ништо не се губи во просторот. Тоа е онај белек што не го дал Господ тој дар, така е. Ама газирано, когато имаше телени мрежи и така нататък граници, и кога почна да се борите, Какво вика да ви е там? Минерална? там като ученици се гледат, поче да се и нас песната не държава. Песната не одржа, тоа е Отдолу слухте юдата. Ќе биде наша најмила. Македонијо, ти си бисер балкански, смотви си, со бистри води вардарски. Има живот, има бъдеще, има напредък. В нашата държавица тук Нали се строи в Македония един град такъв? никой не може да каже, че ето там нещо е построено от национално значение, не че не е построен някой хотел.